Пред се да ви се заблагодарам на сите што успеавте да дојдете, што најдовте време, трпение и така натаму за да го посетите денешниот настан. И да им се заблагодарам уште еднаш и на колегите, професорите кои што ве ослободиле од предавања. За оние кои што не ме знаат, јас сум професорката Ана Никодиновска-Крстевска, јас доаѓам од правниот факултет и воедно сум проректор за меѓународна соработка и проректор задолжен за Европската универзитетска алијанса, ACE2EU, која што денес ќе ја презентираме. И тука сум, се разбира, заедно со мојот тим од колеги, професори и студенти кои што работат во рамките на алијансата, во смисла кои што работат во овој за промоција на активностите во рамките на овој проект. Сигурно досега сте слушнале многу, затоа што постојано објавуваме алијанса, меѓутоа досега претпоставувам не сме имале и не сте имале вие прилика да ги осознаете или да нас слушнете или да ги опипате кои се оние вистински можности што ги нуди алијансата. Од причини што, зошто ова, од причини што досега во суштина откако се креираше алијансата, односно откако ја отпочнавме минатата година ноември, иако алијансата ACE2EU, која значи Applied, Connected, Entrepreneurial and Engaged, значи применети, поврзани, предприемачки и посветени, односно ангажиран Европски универзитет, ја креиравме некаде пред 2 години, првите зачетоци беа тогаш, меѓутоа 2024 година, заедно со колегите од останатите 8 универзитети, кои што се во конзорциумот на Алијансата, аплициравме за проект за европско финансирање преку Европската комисија и практично нашиот универзитет, заедно со Алијансата, го добивме ова финансирање, го добивме овој проект и ние сме една од 65 алијанси кои што постојат моментално во рамките на Европската унија. Ова е еден подвиг многу важен на Европската унија и на комисијата во делот на високото образование, со кој што практично се промовираат активности, научно-истражувачки проекти, едукативни можности, мобилности и слично, на студенти, на професори, административен кадар и слично во рамките на универзитетите кои што се дел од алијансата и се разбира во целиот европски простор. Ви споменав дека сме формирани некаде 2024, отпочнавме со работа 2024 во ноември, меѓутоа првите активности вака за промоција кон студенти ги поставуваме сега затоа што досега го осмислувавме начинот на кој што ќе го поставиме нашето комуницирање, како ќе се организираме, што ќе правиме, го анализиравме планот на работа, она што го предложивме и слично, така што денес конечно еве и ние да излеземе со конкретни податоци за вие да се запознаете со кои што се предностите во рамките на алијансата. Во рамките на алијансата ACE2EU членуваат 9 универзитети, ова е мапата, и овие сите розевки делчиња се практично земјите од каде што доаѓаат универзитетите. Членки се, споменав 9, тоа е Политехничкиот универзитет во Сантараим, тоа е во Португалија, Универзитетот Франциско де Виторија, тоа е во Шпанија, понатаму Техничкиот универзитет во Инголштад, Германија, Универзитетот за применети науки Каринтија во Вилак во Австрија, понатаму го имаме Техничкиот коледж, односно Универзитетот за технички и инженерски науки во Литванија, во Каунас. Ја имаме Академијата за уметности во Рига, во Латвија, понатаму го имаме Медицинскиот универзитет во Гданск, Полска. Го имаме и Универзитетот Константин Бранкуш од градот Тргужију, од Романија и се разбира Универзитетот Гоце Делчев, од Македонија. Овие се од прилика, еве ги називите на универзитетите и нивните логоа кои што се дел од Европската универзитетска алијанса. Во рамките на ова алијанса, ова е генерално еден графички приказ на колку во суштина во бројки се разбира колку генерално студенти и колку партнери се вклучени во алијансата која што формираме. Значи ќе видите дека сите универзитети вкупно заедно представуваат околу 56.000 студенти, значи популација од 56.000, околу 3.200 персонал и така натаму. Овие од десна страна ни се асоцијативните партнери, бизнис заедницата и сите оние чинители кои што учествуваат индиректно во рамките на на активностите на целата алијанса.
Алијансата се базира, кога ја креиравме Алијансата и кога почнавме прв пат да размислуваме што ќе правиме, како ќе правиме, се договоривме дека Алијансата мора да се заснова на вредности. И тоа е една од главните цели, меѓу другото, кој што ги промовира и Европската комисија. Се разбира, базичните вредности или основните фундаментални вредности на ЕУ се вредноста на човековите права, слобода, на демократијата, демократските принципи, мирот и така натаму, одржливиот развој и слично. Меѓутоа, излиставме, седнавме заедно, подготвивме уште серија на вредности во кои што ние веруваме дека треба да се промовираат во сите активности во Алијансата, и тоа се овие: меѓународна соработка, дигнитет, достоинство, солидарност, одржлив развој и така натаму. Така што нешто што планираме да го правиме во сите активности и ќе видите допрва кога ќе одите дека во повеќе компоненти, ќе биде тоа летна школа, зимска или слично, ќе бидат инкорпорирани на некој начин овие вредности. Кои се елементите и што е она што ја карактеризира оваа алијанса? Споменав, зборуваме за алијанса, спомнавме Европска универзитетска алијанса. Алијансата во суштина, споменав дека е конзорциум од универзитети кои што се обидуваат да го промовираат или да ја промовираат изворедноста, соработката, едукативните можности, педагошките пристапи, мобилноста на студентите, во високото образование помеѓу универзитетите. И се разбира, една од основните карактеристики на оваа алијанса во која што сме ние се всушност на прво место е мобилноста, односно во рамките на алијансата имаме еден термин кој што го користиме seamless mobility, односно непречена мобилност, што значи ова укажува на тоа дека во рамките на алијансата на овие активности се предвидени многу мобилности за студенти, значи разни прозорци на мобилност од типот на летни школи, зимски, ABC школи, Flavor School, ќе ги каже колешката Борка, академии за предприемачи, волонтерски програми и слично, кои што наша цел во соработка со останатите универзитети е да обезбедиме да се одвиваат непречено, значи без никакви дополнителни пречки, во смисла за да може секој студент кој што ќе посака да аплицира, соодветно неговиот бекграунд, неговата афилијација кон факултетот, соодветно програмата и слично, меѓутоа да може оваа мобилност да ја оствари без при тоа да има некои дополнителни, дали административни пречки, финансиски пречки и слично. И втората карактеристика која што ја извојува нашата алијанса од останатите, нешто што е многу битно за нас, е тоа што оваа алијанса е поврзана и тесно соработува со локалните чинители и со предприемачи. Што мислам и што подразбирам кога зборувам за локални чинители? Локални чинители може вие ги познавате повеќе како стейкхолдери, бизнис заедницата се предприемачите. Целта на сите овие активности кои што се во алијансата, рековме дали ќе бидат едукативни, истражувачки или било кој, е во суштина да потекнат, односно идејата за тие активности да потикне од локалната заедница, од локалното опкружување, од проблемите или потешкотиите што ги има локалното опкружување, дали за одржлив развој, дали во делот на екологијата, заштита на животна средина и слично, предприемачи и така натаму, и идејата е преку овие активности во соработка со бизнис заедницата, со локалната заедница, например општината Штип и академската заедница, ние да се обидеме да најдеме решение или солуција, или да дадеме некои одговори на некои едноставно проблеми кои што се соочуваме во секојдневието. Така што тоа е уште едно нешто дополнително што не издвојува во рамките на алијансата. Алијансата има како и сите алијанси, ова се работни пакети, практично врз основа на кои што функционираат проектите, и се разбира, секоја алијанса мора да има и своја структура и на менаџирање и на управување, меѓутоа своја структура според кој што ќе ги канализира сите овие активности, така што нашата алијанса се базира на 8 работни пакети, нема да навлегувам во нив, меѓутоа чисто за да еден приказ за да имате како пирамида хоризонтална. И она што е битно за оваа алијанса, што е можеби иновативно на некој начин, меѓутоа е улогата на студентите во рамките на како советодавно тело на некој начин во рамките на во кој правец ќе се движи алијансата, како се остваруваат активностите, да дава фидбек, дали се во ред, дали не се во ред, каде може да има подобрување, каде има недостатоци и така натаму. Така што голема улога
играат овде студентите, тоа се вие, за што ќе зборува подоцна колегата Тодор од Економскиот факултет, ќе ви спомне малку повеќе за таа Student Advisory Body. И така што би можеле нели преку учество во ова тело да се вклучите директно во сите активности нели на алијансата, се разбира онаму каде што може да имате значителен придонес. Нема да одвојувам дополнително време, да издвојувам, се разбира, затоа што има повеќе презентации. Би сакала да ви ги представам, накратко прво ќе ги представам сите оние презентери кои што ќе говорат денес, па после тоа ќе ги повикуваме еден по еден да се качува на бината и да го презентираат нивниот дел од активности во рамките на алијансата. Така што колешката Борка Тушевска-Гавриловиќ е дел од работниот пакет 2, таа е професорка од правниот факултет, ќе зборува за можностите во рамките на алијансата за мобилности во делот на едукативните активности, летни школи, зимски и слично. Колешката Сара Сребренковска од Машински факултет ќе ни зборува, таа е во работниот пакет број 3 и ќе ни зборува за можностите за студентите во делот на вклучување во поврзување со бизнис заедницата, со предприемачите, со истражувањата и така натаму. Понатаму колешката Даниела Коцева од Факултетот за образовни науки, која што исто така дел од работниот пакет 4 или така наречен Space Center, ќе ни зборува за можностите за волонтирање, можностите за промоција на култура и вклучување нели во културните и мултикултурните активности во рамките на алијансата, но и ширењето на вредности. Понатаму колегата Игор Стојанов, кој што е од одделот за односи со јавност, ќе ве упати, кој што е дел од работниот пакет 8 за дисеминација и комуникација, ќе ве упати на тоа каде, во кои делови, кои веб-сајтови или преку кои средства за комуникација и инструменти може да ги најдете сите информации поврзани со мобилностите. Понатаму Милкица Миленковска, колешката од работен пакет 8, која што исто потекнува од одделението за меѓународна соработка, ќе ве води, во смисла ќе ви каже одредени содржини поврзани со мобилностите, на кој начин се остваруваат, кои се задолжителни елементи и како се доделуваат стипендиите. И на крај колегите Елена Трајковска од Правниот факултет, студент на трет циклус, и Тодор Маријановиќ, исто студент на прв циклус на студии на Економски факултет, ќе ви споделат искуства од, бидејќи тие беа веќе на една првата мобилност, апсолутно нели во рамките на целата алијанса, во Литванија, каде што беа предвидени студенти, така што ќе ви проговорат нели за искуствата нивни од алијансата. И се разбира за учеството во Student Advisory Board, за значењето, меѓутоа и за учеството како во Erasmus Buddy или во Ace2EU Buddy програмата. Океј, ја поканувам колешката Борка Тушевска-Гавриловиќ и сега ќе ја отстапам. Еве, добар ден и од мене. Благодарам на проекторката, професорката Ана Никодиновска за овие воведни излагања и запознавање на студентите со што е целта и идејата на она што секојдневно Универзитетот Гоце Делчев во соработка со 9 други универзитети од Алијансата го промовира. А јас во рамките на овој настан ми дадоа задача да презентирам работата на работниот пакет број 2, што сметам дека е клучна за мобилностите врзани за студентите. У суштина, мене, ако ме прашате, и тоа е срцето на образовната мисија на самата Алијанса. Зошто го сметам тоа? Првично, заради тоа што пакетот број 2 ја раѓа фабриката за применети програми и педагогија. Тоа се две стратешки оперативни единици кои што помеѓу себе се синергично поврзани на начин што обезбедуваат еден заеднички едукативен консенсуален, односно инклузивен простор за едуцирање на студентите. У суштина, главната цел што е? Главната цел е преку педагошката фабрика и преку овие две единици да се креираат бројни и хетерогени micro-credential програми изразени преку различни алтернативни можности за учење на студентите. У суштина станува збор за следнава листа на Learning Opportunities, ќе ја среќавате како концепција, кој што од самата педагошка фабрика во рамките на овие неколку години, додека трае самиот проект од Алијансата, ќе бидат пласирани на вас како можност за аплицирање. Клучни за вас се
ABC програмата или ABC Programs, тоа е една од најатрактивните месечини програми, која што у суштина ќе биде понудена 54 пати од страна на сите 9 универзитети, затоа што ние како универзитет имаме обврска да организираме такви 6 ABC програми. За секој од овие ќе кажам по една реченица понатаму со оглед на кратката временска рамка. Flavor School или тоа се зимски или летни школи, кои што се организираат во обем од 27 learning opportunity, 15 BIP програми или интензивни комбинирани програми, COILS, тоа се меѓународно онлайн колаборативно учење, ќе го објасниме со една реченица, и на крај MOOCs програма, кој што исто така е онлайн курс, масовна посветеност. Тука е спецификата на ова се видео предавања, материјали за читање, индивидуално работење во групи и презентации. Што е за вас најбитно да знаете? Не би сакала како студенти сега да ви изреферираме тука кои се вашите можности теоретски. Туку би сакале акцентот да го ставиме на суштината. Ова ви е, драги студенти, можност да секоја прилика во рамките на Алијансата ја искористите да се надградите, доградите и усовршите преку една микро ваша квалификација. Во рамките на Алијансата и педагошката фабрика ќе имате можност да гледате како ви се нуди во различни области, обично области кои што се европски приоритети. Значи, моментално што е фокус на Европска агенда 2030 и така натаму. Да аплицирате, без разлика дали сте од општествени науки, природно-технички науки, медицински науки и така натаму, имате можност да видите што ви се нуди како програма и да изберете learning opportunities или можност согласно нејзините карактеристики да искористите и да добиете дополнителна кратка квалификација. Кој е предноста на сето ова? Предноста е затоа што избегнувате од класичниот модел на образование. Што значи тоа? Екс-катедри и предавање на професорот. Значи, не тргнувате од теоретската настава, туку тргнувате од решавање на конкретен проблем, она што и проректорката го нагласи, како најголема додадена вредност според мене на Алијансата, а тоа е решавање на проблем кои што се надворешно наметнати од страна на засегнати стейкхолдери. Што значи, кога вие учествувате на некоја learning opportunities, дали е ABC програма, дали е MOOC, дали е COILS, дали е BIP, дали е Flavor School, значи, вие слушате теоретска настава, меѓутоа и концептот, структурата и наставната содржина на таа теоретска настава е мотивирана од реален практичен проблем кој што го засегнува некој стейкхолдер. Може да има еколошки карактер, може да биде правен карактер, економски, може да биде медицински, технички, може да има различна димензија. Меѓутоа, кога учествувате на таква learning opportunities, вие не слушате само теоретска настава, туку во еден сегмент од самите предавања учествувате директно инволвирани во решавање на тој проблем. Значи, предноста е првично таа, спецификата на програмата. Втората предност е вие давате ваши решенија и во исто време вашите решенија, визии и стратегии за решавање на проблемот од вашата област го разменувате со другите студенти кои што доаѓаат од 9 други универзитети. Сите универзитети имаат различни капацитети, инфраструктурни, кадровски, различни лаборатории. Значи, секој од студентите е на различно ниво на степен на развој и може да понуди различно решение, што за вас ќе биде голема предност, затоа што слушате, работите на конкретен проблем заедно со европски студенти. И најголемата предност за мене е тоа што вие не губите цел семестар. Значи, вие не зимате, не ставате во мирување нешто што е тековна ваша активност овде, туку имате еден месец во рамки на ABC, од кои што 2 недели ќе ви бидат, односно една недела ќе ви биде face to face или on site. Тоа подразбира дека ќе учествувате конкретно со физичко присуство на теоретски предавања и предавање во лаборатории, предавање, значи, со присуство во надворешни стейкхолдери, организација и решавање на конкретни проблеми, а другите 3 недели ви се онлайн часови, значи може да ги слушате од дома. Паралелно додека тече курсот и додека течат предавањата, вие работите во групи или индивидуално, значи на решавање на конкретен проблем заедно под менторство на сите професори кои што реализираат програмата. И тоа е најубавата специфика на ABC програмата, која што ќе биде понудена 54 пати од страна на овие 9 универзитети. Вие ќе имате обичен регистрационен линк на кој што се што треба да направите е да се регистрирате и да ги искористите службите и логистиката на УГАДа.
Значи да го искористите статутот студент на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Понатаму имате Flavor School, тоа е летна или зимска школа, зависно од тоа како ќе ја понудат универзитетите. Проекторката спомна дека сите 9 универзитети се широко распространати во рамки на Европа, секој води сметка нели за временски услуги, за патување, така што во одреден временски период ќе бидат понудувани овие школи. Овие летни или зимски школи траат 4-5 дена. Генерално фокусот на дискусијата на овие школи е тематика која што е висок европски приоритет со фокус на одржлива иднина. Тоа што нема студент на прв, втор или трет циклус на студии, без разлика од која да е област, што не го интересира, затоа што секојдневие, sustainable development, одржлива иднина и така натаму. Трето, овие BIP програма, тие се интензивни комбинирани програми. Програми каде што имате настава се face to face, што се подразбира физичко присуство на професорот, и во исто време една онлайн компонента или онлайн поддршка која што значи дополнување или работа на презентации, на кратки мини проекти, решавање на сложени проблеми кои што ги задаваат самите професори како работна задача. COILS или MOOC се алтернативни исто така learning opportunities кои што се спроведуваат онлайн. Убавината или додадената вредност, јас ја викам убавина, е тоа што вие автоматски еден добро спакуван наставен пакет може да го слушате онлайн и не само да го слушате, туку директно да давате ваши решенија во група со ваши колеги или како индивидуални решенија во рамките на во група со други европски студенти кои што се од овие европски простори. Не е предноста само европските студенти. Предноста е тоа што европски професори ќе го спроведат овој курс за кој што однапред е подготвена програма и однапред акредитирана програма. Тоа е нешто што сакам дополнително да ви го нагласам како ваша вредност, ќе бидам кратка, како ваша вредност. Компоненти во можностите за учење, во сите овие алтернативни можности за учење или learning opportunities што ви ги спомнав, имајте во предвид дека часовите се одвиваат по следниве компоненти. Синхронизирани часови, тоа е наставна активност која што се одвива во реално време. Таму мора да сте присутни. Значи, или одите у Шпанија, или одите у Литванија, или одите у Австрија, или одите некаде во некоја од земјата партнер. И тоа е најубавата концепција, затоа што претходно имате тие се претходни подготвителни пакети кои што ги спремаат другите колеги од работните пакети и срокис. Значи, вие немате никаква дури ни бариера во смисла на тоа на што ќе налетам, во смисла како ќе се адаптирам, како ќе биде сместувањето. Значи, не ме сваќате погрешно, ќе бидам малку понеформална, затоа што и ние сме биле неодамна студенти. Ние за да присуствуваме на ваков еден курс и да го слушаме овој начин на едуцирање, сме поминале милион бариери, верувајте. На вас ви е дадена можност и не треба да се испушти затоа што имате краток пресвој со микроквалификација која што нема да остане незабележена. Што значи тоа? Тоа не е чисто неформално образование. Ќе ви кажам зошто. Затоа што ќе се вратите со сертификат во кој што ќе ви се евидентираат кредити во додатокот на диплома. Тоа е саплемент диплома. Она што во Европа моментално, во заедничкиот европски едукативен простор во високото образование е у суштина највисоката вредност. Што значи тоа? Тоа значи дека, само момент, ова е за сроки што ви спомнав, само момент, валоризација на стекнато знаење, искуство и вмрежување. Сите овие алтернативни можности за учење ви дават можност, односно ви доделуваат ЕКТС кредити кои се внесуваат во диплома саплемент. Таму се внесува тоа и сега го добивате по нашиот закон за високо образование. Меѓутоа, зошто сметам дека е поголема вредност? Затоа што на тој сертификат ќе се потпишат тројца ректори. Значи, од европски реномирани универзитети. Прва работа. Втора работа. Со тој сертификат и со внесување на тој сертификат и тие кредити во додаток на диплома, вие можете да си пријавите за вработување во European Employment Services, тоа е мрежа за вработување поддржана од Европската комисија, каде што тие кредити значат нешто на европскиот пазар на вработување. Ова е значи агенција, основана од страна на Европската комисија, поддржана од страна на Велика Британија и други земји кои што не се членки на Европската, значи унија меѓутоа посредуваат за вработување. Сакам да ви кажам дека и да нагласам дека вашиот престој
во рамките на овој месец на било која learning opportunity добива и формализиран карактер. Значи, ви се отвараат можности и валоризација за вработување. И уште ова, значи, вие ќе добивате константно известувања за различни видови на алтернативни можности за учење, добивате само линк, за тоа повеќе ќе зборат значи колегите. Само одбирате тема која што вас ви интересира и во соработка во една административна процедура добивате статус на кандидат да бидете избрани за учествувате на некоја од алтернативните можности за учење. Јас стојам на располагање на било кој студент од УГД, да се разбира, мора да му пишува УГД, се шегувам, за да доколку треба дополнително нешто да се објасни, меѓутоа сега пријателски ви кажам да искористите можноста, да немате никаква бариера и на крај само ви кажав дека светот ви припаѓа, се разбира, кога самите ќе бидете подготвени да го искористите можностите. Ви благодарам на вниманието, благодарам на сите. А сега поканувам Сара Сребринковска, професорката од Машински факултет. Сара е дел практично од тимот на работниот пакет 3 за Арис инкубатор. Денес накратко ќе ви презентирам за работниот пакет 3. Во интерес на времето ќе се обидам накратко да кажам што представува овој пакет и кои можности ќе ги имате вие како студенти од овој пакет. Практично пакетот 3 е сет на активности кои што заедно ги обединуваат истражувањето, иновациите и предприемништвото. Во рамките на овој пакет ќе имате можности каде што ќе можете да истражувате, да им работите на некои нови иновации, мобилности, да се поврзите со индустријата, главниот аспект на овој пакет, и ќе имате различни обуки, практична настава, мобилности, со тоа што подетално ќе ви објаснам. Овој пакет се состои од 3 клучни компоненти, од тоа трите клучни компоненти се истражувачки иновацијски центри, тоа се 3 иновацијски центри кои што се формирани, програма за развој на истражувачки вештини или ХАП, и главното и суштинското на овој пакет е Академијата за предприемништво, каде што таа академија ќе имате многу можности, на понатаму ќе ви ги објаснам, дополнителни активности кои што ќе се во рамките на овој пакет ќе се одвиваат, е практичната недела за студенти, неделата која што е поврзана со индустријата, и на крај студентски истражувачки колоквиуми. Како што ги напоменав, истражувачките центри или раковите, во рамките на овој пакет се создадени 3 истражувачки центри, и тоа за одржливи технологии, за дигитални трансформации и за здраве и благосостојба. И во рамките на овие истражувачки центри ќе има 9 воркшопови или работилници кои што ќе траат по 3 дена и ќе има од тие ќе бидат одржани на секој еден универзитет од 9 универзитети кои што се во рамките на оваа алијанса. Така да веќе се дефинирани, првиот воркшоп ќе биде во декември во 2025 година на Универзитетот во Австрија. Потоа во јануари воркшопот за Health and Wellbeing ќе биде во Полска на Медицинскиот универзитет, и третиот воркшоп во 2026 година во февруари ќе биде токму кај нас на Универзитетот Гоце Делчев за Digital Transformation, бидејќи самиот овој арк го предводиме ние, односно професорката Александра Милева од Факултетот за информатика. Така да можност има да аплицираат студенти кои што се на втор и на трет циклус на студии, и од секој универзитет ќе имаат можност да учествуваат 2 до 3 студенти. Програмата за развој на истражувачки вештини, во рамките на оваа програма ќе може да учествуваат студенти од втор, трет циклус, асистенти, млади истражувачи. Ќе се одржат исто 9 работилници на секој универзитет по една. И тоа, суштината на самите работилници е за развој на истражувачките и на самите проектни компетенции на студентите, односно ќе се разгледуваат теми од стилот како да се развие некоја идеја, па да се аплицира со таа идеја на некој европски проект, како да се управува со податоци, комуникацијски, тимски вештини, и овие активности ќе започнат од април 2026 година и ќе траат се до октомври 2028 година. Академијата за предприемништво, во рамките на оваа академија има многу активности и можат да аплицираат студенти од прв, втор и трет циклус. Од секој универзитет ќе имаат можност да аплицираат по 10 студенти.
И во рамките на оваа академија прв настан, прв чекор, веќе кој што ќе биде сега за брзо и објавено во ноември, а во декември ќе се одвиваат се, ги спомна професорката Борка претходно, отворени онлайн курсеви или МУК, така да тука ќе имате можност да се пријавите, тоа како што напомени професорката, тоа се целосно онлайн курсеви, каде што ќе се развиваат теми кои што се поврзани со предприемништво и со иновации, ќе имате предавања онлайн, некои квизови, интерактивни вежби, потоа тука се базични информации, базичен левел на предавања, потоа се продолжува со напредни обуки. Тие ќе бидат во рамките на практичната недела за студенти, која што е дефинирана да биде од 23 до 26 март 2026 година и ќе биде истовремено на сите универзитети, бидејќи принципот е паралелно да имаат и онлайн и практични активности. Така да ќе имате тука дополнително локални активности, посета на работилници, на стартапи, екосистеми и суштината поврзување со индустријата и со веќе дефинираните АРК центри. Така да целта е да се применат основно знаењата од МУК курсевите кои што ќе ги слушате, да се развијат предприемнички идеи и да се воспостават контакти со индустријата и со европските партнери, односно универзитетите кои што се дел од оваа алијанса. Во рамките на самата ова недела за студенти ќе бидат организирани и БИП програмите, каде што ќе се работи заедно, тимски на заеднички програми за предприемништво и за иновации. Исто така, кој програмите на некој исто заеднички проект, но тоа ќе биде после завршување на оваа практична недела за студенти и на крај ABC програмите, каде што ќе се организираат во соработка на два универзитети, плюс еден надворешен партнер, најчесто партнер од индустријата, Стопанска комора, и тоа е предвидено да биде 2017-2018 година, каде што нормално преку тоа веќе ќе се воспостави решавање на некој реален индустријски или општествен проблем. Значи, ова е многу битно. Во текот на месец ноември ќе имате информации за овие мукови кои што во рамките на овој пакет се веќе креирани и во декември ќе може во ноември да аплицирате и во декември, во текот на месец декември да чисто ги поседувате, ги слушнете тие обуки. Друго битно е настани за поврзување со индустријата. Тука исто имаат можност студенти од прв, втори, трет циклус, каде што овие настани Industry Engagement Events е поврзување на студентите и истражувачите со индустријата, со владини и општествени партнери. Ќе имате можност за создавање на некои нови професионални контакти, но карактеристично е ќе се одвиваат 2 дена, ќе има 4 настани во рамките на ова алијанса и ќе бидат во стил на панел дискусии, инфосетси за предприемнички програми, работилници. И во тој стил ќе бидат, како што напоменав, на 4 настани. Дефинирано е прв настан ќе биде во март 2026 година на Политехничкиот универзитет Сантарен во Португалија, потоа на Медицинскиот универзитет во Гданск во ноември 2026, на Каринтија универзитетот во мај 2027 и во 2028 се завршува со последниот настан на нашиот универзитет во септември 2028 година. И на крај, последна активност од овој пакет е студентскиот истражувачки колоквиум. Ние ќе имаме честа да бидеме дел од одржување на тој колоквиум. Практично овој колоквиум е од студентите за студентите, односно студентите ќе го организират нормално со помош на самите универзитети и ќе биде презентирање на студентите претежно на втори, на трет циклус студенти кои што ќе ги презентираат нивните истражувачки можности, тоа што го истражуваат, односно нивните теми и
Дополнително ќе има представници од индустријата, од владини организации, општествени, така да е добра можност. Се очекува да има околу 320 учесници, е добра можност и ќе има два вакви колоквиуми. Првиот во март во 2027 на Медицинскиот универзитет во Полска и вториот ќе биде кај нас на УГАДа во јуни 2028 година. Така да мислам во рамките на времето дека супер завршив, да ви препорачувам да ги пратите кои можности ќе ги има, да аплицирате бидејќи ова е една добра можност не само да научите нешто ново, да се вмрежите, да бидете иновативни, да бидете баш дел од оваа алијанса која што навистина ќе има можност да биде дел, да учествува на некој од овие апликации и можности кои што се нудат. Ви благодарам. Благодарам на Сара. Сега би сакала да ја поканам професорка Даниела Коцева, представник од работниот пакет 4, односно тоа е Space Центарот, така што да ги презентира можностите. Повели Даниела. Благодарам, проректорке. Добар ден и од мене, драги студенти. Денес сме овде да раскажеме една успешна европска приказна, во која активна членка е и нашиот универзитет или Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Всушност, јас и мојата драга колешка, деканот на економскиот факултет, професор доктор Марија Гогова Сомоникова, сме дел од работниот пакет 4 или уште се нарекува Space Центар, затоа што се однесува на општествените партнерства и на културната ангажираност. Всушност, целта на овој работен пакет, во кој што активно сме вклучени во негово градење, но и во реализација на истото, е да поставуваме мостови помеѓу образованието, културата и општеството. Знам дека сето ова може би ви звучи збунувачки, конфузно кога ги слушате сите овие информации и податоци, но се надевам дека на наедноставен начин ќе ви пренесам што ве очекува во рамките на оваа Европска алијанса или поточно во рамките на работниот пакет 4. Целта на овој работен пакет е да создаде активни студенти или студенти кои што активно ќе се вклучуваат во решавање на општествените проблеми, така што визијата на самиот Space Центар е всушност да ве трансформира вас лично, со тоа што ќе бидете поврзувани со заедницата преку неколку активности, а тоа е преку волонтирање, преку културни и меѓукултурни соработки, како и преку различни програми кои што ќе ви ги понуди овој работен пакет. Нашите вредности кои што ќе се промовираат во рамките на овој пакет се инклузија, секако култура, волонтирање, почит и секако солидарност. Самиот Space Центар се состои од два столба или е изграден од два столба. Првиот столб се однесува на социјалните импактори или во овој дел се очекува студентите да нудат практични решенија за општествени предизвици кои што постојат. Затоа и овој дел или овој столб е задолжен за креирање на програми за волонтирање, програма за амбасадори на промени и работилници за создавање на знаење. Другиот или вториот, можеби и по-примамлив дел за секој од вас е културниот центар, затоа што да кажеме, преку овој културен центар, всушност, целта е да ги спои различните култури, посебно универзитетски и општествени култури, и на тој начин да создаде еден вид на европско единство, каде што целта на овој културен центар е да креира програми за културно волонтирање, програма за културна пракса. Најинтересниот дел е годишниот калеидоскопски фестивал, кој што ќе се случува, и културни училишта за кои што ќе добивате секако сертификати. Во поглед на волонтирањето, целта е всушност што е можно да се вклучат повеќе студенти во вакви волонтерски програми, преку кои ќе стекнувате искуства, но и ќе се здобивате со позитивни промени лично кај вас, а се очекува истите тие промени да ги имплицирате и директно во местото каде што живеете, работите, ќе творите и да ја менувате заедницата или со еден збор да бидете амбасадори
на општествените промени. Овие волонтерски програми ќе се реализираат 4 пати годишно во различни универзитети. 3 студенти од секој универзитет треба да ја представува универзитетската култура или земјата од која што ќе доаѓа. Всушност, во рамките на овие волонтерски програми ќе бидат вклучени нормално, паралелно може да се одвиваат и ABC програми, секако може да се одвиваат и комуникација со социјални импактори или надворешни општествени институции, невладини организации и така натаму, од кои што ќе можете директно да учите. Културниот центар, можеби една од покрај програмите за волонтирање, културните програми, она што навистина импресивно што го нуди е калейдоскопскиот фестивал, во рамките на кој ќе можете да се дружите, да стекнувате искуства, да стекнувате нови пријателства и на тој начин да учите. Каде се ќе се одвива овој калейдоскопски фестивал? Значи, започнуваме со Германија, во 2025 во Инглштад е првиот калейдоскопски фестивал на кој што Универзитетот Гоце Делчев од Штип ќе биде представуван од 12 студенти, дел се од Музичката академија и дел од Факултетот за природно и технички науки, каде што низ музика, игра, уметност, диалог, значи ќе направат некоја меѓукултурна соработка помеѓу различните земји и универзитети кои што ќе учествуваат во истиот. 2026 овој калейдоскопски фестивал ќе биде во Германија, во Романија се извинувам, во 2027 во Летонија или Латвија и 2028 е во Португалија. Значи, сите овие години ќе имате можности да посетувате нови земји, да стекнувате нови искуства и нови пријателства. Првата година на културна трансформација е всушност 2025, кој што се означува со почетокот на калейдоскопскиот фестивал, како и со учеството на бројните ABC програми кои што се нудат таму. Веќе во 2026 година културниот или Space центарот треба да понуди програма за амбасадори на промени и овие програми ќе офаќаат промени или трансформација во поглед на емпатијата, на чувствителноста, на солидарноста, не само кај студентите, туку и кај наставниот кадар, затоа што на Европа се потребни граѓани не само кои што се активни и храбри, туку исто така кои што се и чувствителни и емпатични. Затоа, уште еднаш апелираме до сите вас, кои што сте присутни овде, активно да се вклучувате во сите програми кои што Алијансата ви ги нуди, не само од работниот пакет 4, туку од сите работни пакети, така што ќе имате можности и да волонтирате, и да патувате, и директно да учите преку искуство, со тоа што можете да станете амбасадори на промените кои што се очекуваат да започнат од вас во ова општество. Значи, сите ние треба заедно да градиме некаква иднина, а како ќе ја градиме иднината, значи секогаш треба да почнеме самите од себе, значи промените настануваат првен во вас, а потоа и понатаму надвор во Македонија, во Европа и пошироко во светот. И за крај би сакала да ви се заблагодарам на вниманието и уште еднаш да кажам дека всушност еве и овој проект или ова алијанса која што денес ја живееме е реален показател дека образованието всушност има сила да ја трансформира реалноста. Ви благодарам. Би сакала сега да го поканам колегата Игор Стојанов од Центарот за односи со јавност. Игор ќе презентира фактички можностите и медиумите од каде може да се да ги консултирате во суштина овие мобилност информации. Повелувам. Благодарам. Здраво од мене. Јас сум Игор, работам како уредник во одделот за радио, ТВ и веб при Универзитетот Гоце Делчев, што значи дека практично ако доаѓа некоја информација до вас од угада, доаѓа преку нашиот оддел. Знам дека веројатно не ви е јасно и мене не ми е јасно се за Алијансата, меѓутоа тоа е заради тоа што е преобемна, има премногу активности и веројатно не грижете се, не треба се да запамтите. Веројатно треба да запамтите дека постои Алијанса и дека има можности за вас.
Она што дополнително треба да го имате на ум е дека информациите константно ќе стигнуваат до вас како течат активностите, така ќе стигнуваат информации и затоа сега дел мојата презентација да ви кажам на кој начин можете да ги следите и каде да ги следите овие информации. На почеток само ќе ги излистам сите канали на комуникација кои што ви стојат на располагање. Има еден QR код кој што може да го скенирате и да ги заследите каналите. Сега не знам од овие засеци на телевизорите да не прави проблем, меѓутоа од десна страна ви е и како изгледа, например, пејџот на Алијансата, така што можете во детали да видите, нели, за што станува збор. Тоа е Facebook, потоа имате Instagram каналот на самата Алијанса, каде што Facebook и Instagram се обично посебните канали на Европската Алијанса. Значи, само на старт да ви разјаснам дека станува збор за канали кои што ги има самата Алијанса на комуникација и канали кои што ги има Универзитет Гоце Делчев. Значи, некаде ќе се преклопуваат информациите, меѓутоа ќе ви стане јасно каде може да ги следите. Ако повторно, ако не може да ги скенирате кодовите, ќе ги пронајдете во search барот ACE2EU на Instagram и ACE2EU на Facebook. Имаат и LinkedIn профил, меѓутоа не знам колку од вас следите LinkedIn. Ова е официјални, ова е YouTube каналот, таму се позиционираат голем дел од видео содржините кои што ги креира Алијансата, значи имаат и собствен подкаст имаме, кој што може да се следи на месечно ниво. Обично во подкастот се поврзуваат два универзитети и дискутираат на различни теми. И ова се каналите на Универзитет Гоце Делчев, кои што претпоставам дека ги знаете и ги следите. Ако не ги знаете и следите, еве ви можност да не заследите на социјалните мрежи. Јас сум сега тие јутјуберите, subscribe. Значи, ова е YouTube каналот на Универзитет Гоце Делчев, кој што постои веќе 15 на години. Има доста содржини кои што може да ги најдете таму. Ова е Facebook фанпејџот на Универзитет Гоце Делчев, кај што ги споделувам информациите, Instagram профилот на УГД и YouTube, да. Ова сакам да ви свртам внимание на Viber community. Viber заедницата е нешто преку кое што стваруваме директна комуникација со студентите и тоа стигнува директно на вашите мобилни телефони. Повторно, ако не може да го скенирате, само во search барот напишете УГД на кирилица или Универзитет Гоце Делчев на англиски јазик и станете дел од join на таа заедница на Viber заедницата, каде што веќе има преку 2000 членови, кои што ако има некакви итни, ургентни информации, ги споделуваме таму, за да можат директно да стигнат на вашите мобилни телефони. Ова е вебсајтот на Алијансата, кој што во детали ќе ви го кажам преку презентација, и вебсајтот на Универзитет Гоце Делчев, УГД. Претпоставам дека го знаете. И ACE2EU. Тоа се двата сајта. Само ако ќе ве водам на сајтот, само чисто да ви кажам каде ви се достапни информациите. Ако некој сте влегли на сајтот на УГД, претпоставам дека ги знаете овие главни категории. Сите вести и настани се во делот на вести, па долу имате пагечко мени за настани. Меѓутоа, неодамна ја видовме потребата дека студентите имаат потреба и на својот мајчин јазик да ги следат информациите, па одлучивме во рамките на УГД да креираме некој подпејдж, да речам, кој што е наменет само за Алијансата, тоа е овој. Ги имате информациите за Алијансата, некои корисни документи кои што тука ќе се закачуваат, контактите од сите вклучени, заради тоа што претпоставам дека ќе ви требаат луѓе со кои што ќе сакате да комуницирате или имате одредени прашања, и долу ги имате сите вести, што значи дека тука можат да се најдат и оние повици, конкурси и така натаму. Во моментот го имате за денешниот настане прва вест, потоа имате повик за курсеви кои што се за одржливи градови,
настани кои се случуваат. Меѓутоа, тука се сконцентрирани само вестите и информациите поврзани со Алијансата, така што ако ве интересира ова е тоа место, овде ги ставаме и тие информации, секако ги споделуваме на социјалните мрежи, меѓутоа информациите поврзани со ова, сега го видов виртуелното кафе и ве охрабрувам сите да присуствувате некојаш на тоа виртуелно кафе, тоа се онлайн состаноци најчесто од луѓе од различните универзитети во рамките на Алијансата, на кои што се дискутира на различни теми и често е доста интересно, знае да се развие добра дискусија на тие виртуелни кафиња, неформални да кажам. Ова е сајтот на Алијансата, тој е на англиски јазик и таму се, да речам, сконцентрирани сите информации, меѓутоа, нели, како што ви кажав, се преклопуваат делумно на нашиот сајт на УГД. Како што гледате, тука го има тој првичен слайдер, кој што може би нема многу да ви интересира. Student Opportunities, тоа е оно што предпоставам дека голем дел од вас ги интересира, или можностите за студентите, кога ќе кликнете на Student Opportunities, ви се отвара нешто што е налик на календар, и во тој календар имате на кој датум, која активност, односно можност за вас се отвора. И од овде ги имате буквално и сите линкови за пријавување, меѓутоа, како што кажав, тука се на англиски јазик, па дел од тие ги имате и кај нас на нашиот вебсайт. Кога ќе се движите подолу, ги имате овие staff opportunities, ова се за вработените и за професорите. Овде ги имате сите настани и состаноци кои се одржуваат. Тука може да го најдете тоа виртуелно кафе или линкови за виртуелни кафиња и слично. Newsletter, тоа е ова што сакав да би го потенцирам исто така, значи ова е нешто кое што се го добивате на вашиот имејл на редовна основа, значи вашите студентски имејлови важно е да ги следите, го добивате имејлот од contact@ugd.edu.mk. Тоа е newsletter кој што го креира Алијансата. Ако некој од вас преферира да го добива на свој приватен имејл или сака на некој друг имејл кој што почесто го отвора, subscribe кликнете на ньюзлетерот и таму добивате информации за тоа, за се што се случува со Алијансата. Идеја Бокс е нешто кое што е доправа во развој, е апликација во која што вие ќе можете да давате ваши идеи за тоа што сакате да видите во Алијансата. Значи, тоа ако кликнете на Идеја Бокс моментално не е функционална, заради тоа што се уште се работи на апликацијата, меѓутоа многу наскоро ќе биде готов овој дел од сајтот, каде што вие ќе можете да давате свој придонес за активности или за било што ви интересира. Подолу се вестите и така натаму. Во ова паѓачко мени исто така ги имате сличните активности и сличните информации, меѓутоа главно она што вас ви интересира, предпоставам, е Student Opportunities и тој се наоѓа под делот на календар, па Student Opportunities, или ако сакате овде Learning Opportunities for Students, па ги имате посебните категории и апликации. Тоа од прилика тоа, јас ки билам исто така овде, меѓутоа најдобро е оно што ви го кажав, да ги заследите каналите на комуникација пред се и на Универзитет Гоце Делчев, на Facebook, Instagram, YouTube, секаде каде што користите, за да бидете во тек со сите информации. Ви благодарам. Благодарам, Игор, за споделените информации. А сега ја поканувам Милкица Милинковска. Милкица Милинковска, предпоставам дека ја знаете, таа е дел од Оделението за меѓународна соработка, кој што работи исто на Еразмус програмите. Така што Милкица ќе ви ќе сподели со вас малку повеќе за начинот на кој што се пријавува, условите за користење на мобилностите и слично. Повели. Благодарам. Здраво и од мене, јас сум Милкица од Оделението за меѓународна соработка. Со многу од вас сме имале контакти при Еразмус апликации и имаме добра комуникација досега. Јас овде сум за да разговараме за административниот дел, откако веќе си имате пријавено на еден од линковите што колегата Игор ви ги спомна, дали преку веб страната на AST.EU или преку веб страната на Универзитетот Гоце Делчев, небитно, и добиете известување дека сте примени, односно сте избрани за да учествувате на таа активност која си имате пријавено. Имате рок од 3 дена повторно да размислите и да прифатите или да одбиете. Односно, за да
во случај доколку одбиете, тогаш некој друг од кандидатите кои се имаат пријавено ќе дојде на ваше место. Доколку прифатите, нели, и пратите повратно известување дека прифаќате, потребно е да доставите ваша валидна студентска е-пошта. Значи, потребно е да доставите студентската е-пошта, не Yahoo или Gmail или слично, туку студентскиот мейл кој што го имате на студент УГД-ЕДУМК и понатаму комуникацијата помеѓу вас и УГД или земјата каде што ќе патувате, односно универзитетот кој што е член на Алијансата, ќе се одвива исклучиво преку таа мейл адреса. Треба да доставите и број на индекс, како и контакт телефон, македонски контакт телефон, на кој што ќе можеме да ве добиеме. Понатаму, следува изготвување на договорот за грант. Договорот за грант, за да биде изготвен, потребно е на ИЦЦ УГД-ЕДУМК да доставите скен од лична карта од двете страни, бидејќи е потребна и вашата адреса да се наведе во договорот и бројот на трансакцијска сметка и банка на која што треба да бидат исплатени средствата. Средствата, значи, се исплаќаат во целост пред заминување. Висината на средствата зависи од земјата каде што ќе одите и секако, нели, бројот на денови кои што ќе ги поминете таму. Делот на организација на патувањето, авионските билети, сместувањето, исхраната, останатите додатни трошци, треба да бидат покриени од стипендијата, а за нивната организација сте должни вие. Значи, сами се организирате авионски билети, сместување и така натаму. Колешката Елена Трајковска понатаму што ќе презентира, може да пружа одредена помош во однос на опции за сместување, опции за авионски билети и слично, меѓутоа обврската е ваша и исто така ваша обврска е и да го покриете патничкото осигурување. Што е многу важно, значи со пријавувањето, вие се обврзувате да ги следите и онлайн настаните и физичките предавања, согласно распоредот кој што е објавен на веб страната на Алијансата и согласно распоредот кој што е предвиден од организаторот. Доколку не се реализираат најмалку 80% од активностите, се смета дека обврските кои што се предвидени со договорот за грант не се исполнети од страна на студентот и истиот ќе биде должен да ја врати стипендијата. Истото важи и во случај доколку не се појавите, не го реализирате патувањето за кое што имате добиено грант, без објаснување, односно без оправдани причини, секако, нели, во оправдани причини во тој случај не важи ова, а под оправдани причини сметаме, нели, дека не дај Боже некоја болест со медицинска белешка или некоја ситуација која што е виша сила, с која што секако треба да биде документирана. Откако ќе биде изготвен договорот за грант, ќе бидете повикани од моја страна, каде што треба да дојдете да го потпишете заедно со една изјава со која што изјавувате, нели, дека ќе добиете грант и дека ќе го реализирате патувањата и после тоа, значи, се изготвува налог за исплата и во најбрз можен рок по изготвување на налогот за исплата средствата ќе бидат префрлени на вашата сметка која што ќе ја доставите вие. Тоа е тоа во делот на административниот дел. Благодарам. Благодарам многу. Милкица спомна дека за секој универзитет, практично во секоја држава, има различни во смисла износи на суми кои што ќе бидат покриени. Например, хипотетички зборам, сега на памет не ги зборам средства, меѓутоа да ви доловам, имате предвидено трошоци за пат, за сместување и за дневници. Ако летната школа или зимската или кој да е активност трае 5 дена, ќе ви бидат обезбедени, например, трошоци за пат, зависи од земјата каде што се оди, например, за Германија зборувам на памет, околу 280 или 290 евра.
Трошоци за сместување, ако одите 5 дена, ќе ви бидат пресметани 5 по дневница за сместување, значи дневницата од прилика 95 евра, рачунајте, горе-доле, се пак на памет зборам, меѓутоа 5 по 95, сумата од 400 и нешто ќе биде за сместување и плюс за дневни трошоци, значи per diem, тоа се јадење или било што друго што ви треба. Од земја на земја варираат, меѓутоа еве да речеме дека ќе бидат дневни трошоци 90 евра. Од прилика за Германија. Значи и за тоа сметајте дека ќе бидат 5 по 90 евра, значи 5 дневници. Кога ќе ги соберете горе-доле овие суми, генерално доаѓа, може да варираат, например, од 800-900, пак зависи во зависност од тоа колку вие ќе учествувате, нели, колку денови се предвидени, до 1100, 1200, 1300 евра. Овие суми ќе ви бидат исплатени, како што спомена предходно, значи со договор за грант. Генерално се обидуваме сега, бидејќи почнуваат првите активности, и од сега па натаму веќе ќе биде како рафал. Значи ќе почнат да се организираат вакви ABC школи постојано и вакви едукативни активности и нормално ќе ги следите на вебсајтот. Од прилика би требало минимум 2 до 3 месеци однапред да трае процесот на аплицирање и целиот тој да се заврши минимум 2 месеци однапред, за да може вие навремено да подпишете договор за грант, да дознаете дека сте примени и така натаму, номинирани и после тоа да може однапред, во идеални случаи 2 месеци однапред, нели, да може да ги купите картите и да си го обезбедите сместувањето. Она што генерално е отом потом како ќе се развиваат работите, нели, ќе ве водиме, меѓутоа ќе гледате нормално може на пример да се комбинирате студенти меѓу вас. Ако знаете кој одите за таа едукативна активност, може да одите заедно па да делите смештај. Може заедно да го организирате патувањето. Значи генерално е добро да се креираат тие заедници и секако ви стоиме, нели, на помош. Може сами каде сакате, дали било во студентски дом, bed and breakfast, некое приватно сместување, значи нема никаков проблем. На нас ни е битно вие таму да отидете, да бидете присутни на активноста, значи мора минимум 80% од сите овие акумулирани активности да бидат завршени. Што ќе рече дека, колешката Борка спомна, 2 недели однапред имате како онлайн часови. Тие онлайн часови се во суштина, например, 5 средби од по 2 часа во попладневните часови. Значи, например, од 3 до 5, понеделник, среда, петок и плюс уште 2 дена, вие ќе треба да ги следите и активно да учествувате. После тоа ќе има дел кога ќе следи со физичко присуство, значи го организирате патувањето, одите таму се јавувате и ги следите настаните. Значи генерално ќе бидат како работилници, ќе бидете вклучени и слично, и после тоа, по завршувањето на сето тоа, кога ќе се вратите, имате уште 2 часа, например, задолжителни, каде што ќе мора таа финална задача да ја предадете. Врз основа на сето ова, после ќе се евалуира, нели, вашето учество. Ако евентуално не ги посетувате сите, нели, не се утврди дека ги посетувате 80% од активностите, тогаш ќе бидете приморани да, нели, да ја вратите стипендијата, затоа што не сте го истерале, не сте ја оствариле до крај активноста. Океј? И генерално уште нешто што изумивме да кажеме, сите овие генерално во сите активности, особено оние кои што се одработен пакет 2, тие ABC школи, Flavor School и слично, имајте на ум дека учествувате од сите универзитети, значи ние заедно ја организираме таа едукативна активност со другите универзитети. Например, ние организираме со Франциско де Виторија од Шпанија и со Португалија. Ова активност ќе се одржи во Шпанија, може да биде во делот на модата или медицинските науки. 5 дена наши професори ќе одат да учествуваат таму и за оваа активност, оваа летна школа што ќе се организира, секој универзитет треба да прати по 4 студенти од универзитет. Значи за секоја ваква активност, видовте вие дека се многу, само 120 активности се во тој вториот работен пакет и во другите се уште повеќе, така што ќе има многу мобилности. Генерално нема проблем, нели, согласно областа ќе видите секоја активност ќе има критериуми за аплицирање, согласно областа ќе се пријавувате. Нормално некој пат може да се повторуваат и мобилностите, меѓутоа секој пат ќе се дава, нели, предност на оние што прв пат учествуваат. И се разбира, сега ќе ги повикам и Елена и Тодор да спомнат малку повеќе и за искуството прво, Елена и Тодор повелете, и за учеството во и во Student Advisory Body, меѓутоа и во Erasmus Buddy или Ace2EU програмата, која што ви дава на одреден начин и предност за понатаму да аплицирате во мобилностите. Здраво на сите. Јас сум
Елена Трајковска, докторант на Универзитетот Гоце Делчев во Штип на правен факултет. Најпрво би сакала да се заблагодарам за можноста на проректорката за директно вклучување во настанот и секако споделување на искуство, не само искуство, туку позитивно искуство од аспект на студент. Она што можеме сега да го видиме, тоа што ние сме прав пример дека студентите уште од почетокот, значи како што проректорката спомна дека се уште, значи активностите со алијансата допрева ќе започнуваат, веќе почнаа некои активности, значи ние уште од самиот почеток студентите сме активно вклучени. Значи презентацијата е од студентите за студентите, бидејќи има само слики, тоа е што ние, нели тоа ние го сакаме, да нема многу текстови. Значи тоа имавме можност, јас и Тодор како студенти, значи јас од трет циклус како докторант и Тодор како студент на прв циклус на додипломски студии, да бидеме дел од работилниците, односно од Европскиот форум кој што се одржа во Литванија во септември во градот Каунас на Литванскиот колеж за инженерство. На овој настан имавме прилика директно да бидеме инволвирани самите студенти, особено значи имаше можност за меѓусебна, односно споделување на најдобрите практики кои што би можеле да постојат и секако диалог меѓу студентите, меѓу професорите, бидејќи имаше и професори, се разбира представниците од универзитетите кои што доаѓаат од партнерските институции на Алијансата. Она што најмногу мене ми остави впечаток, не се сомневам дека и за Тодор е иско, тоа е работилницата каде што можете да забележите имаше само студенти, значи студентите беа активно вклучени и беа единствено, значи на оваа работилница која што ја гледате на сликите беа вклучени единствено студенти, ми се чини имаше само 20 представници од Алијансата и имавме слобода ние студентите да споделиме сите предизвици со кои што се соочивме додека да дојдеме. Еве предизвици не мора да значи во само негативна, се разбира во позитивна конотација, значи да споделиме искуство и да си помогнеме самите на себе за некоја наредна мобилност која што ќе биде овозможена од Алијансата. Видовме дека во иднина ќе има многу можности. Понатаму се разбира дека всушност целта на ова работилница беше моментот на интернационализацијата помеѓу самите студенти, бидејќи имаше студенти од 9 држави, од 9 универзитети. Втората работа е нетворкинг, односно контактите со кои што се стекнавме и се разбира пријателствата кои што исто така ги започнавме и кои што се разбира сега продолжаа да траат и после овој Европски форум кој што беше во Литванија. Освен тоа, значи бевме сведоци на тоа дека практично со оваа алијанса тоа е механизам за споделување на иновативноста на високото образование. Ние сме студенти, како студенти на УГД, се разбира дека Македонија нели е земја кандидат која што чека членство во Европската унија, сепак имавме можност, јас и Тодор, како студенти од УГД, да бидеме директно дел вклучени во така наречениот европски простор за високо образование. И тоа е можност која што длабоко верувам дека сите ние како студенти треба да ги користиме ваквите можности за да се надоградуваме не само врз личниот развој, туку се разбира и професионалниот развој. Затоа што како што спомнав, има контакти кои што ќе се остваруваат, пријателства понатаму кои што и текако може да ни послужат. Понатаму
би сакала само да бидам кратка. Еве тоа е имавме екскурзија, значи се запознавме со културните вредности, европските вредности, културното наследство во Литванија. Тоа што најмногу мене ми остави впечаток е прекрасната природа, зеленилото во Литванија, за кое што искрено веска немав, меѓутоа еве видов со своји очи и сум баш благодарна за можноста која што ни беше овозможено, се разбира преку Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Алијансата. Само накратко, значи мала дигресија, само сакам да покажам тоа што ја гледате колата, видовме и тоа баш нешто што се гордеат коледжот во Литванија, односно во Каунас. Ова кола која што ја гледате е направена од самите студенти. И баш на самите работилници беше истакнато колку и самите студенти се вклучени во работата, па така со ова алијанса исто така и ние имаме можност да бидеме директно вклучени, ние студентите, и се разбира, како што кажав, потребно е самите студенти да бидеме заинтересирани за да се надоградуваме. Значи мораме и ние нешто да дадеме, некаков придонес за понатаму да ги чувствуваме сите овие благодети кои што понатаму ќе ни послужат за личниот и професионалниот развој. И уште нешто што исто така еве нешто што беше ново за мене, лично што ми остави впечаток. Ако ја гледате првата фотографија, тоа се фотографии кои што секоја генерација дава како подарок на коледжот во Каунас како еден вид наследство. И сите овие фотографии, еве може да видите и во втората фотографија, има уметнички дела кои што се наведени во ходниците и баш е интересно, бидејќи за секоја генерација пишуваше од која генерација, година и така натаму, што еве нешто што сосема ми беше невообичаено, но сепак симпатично и преубаво. Тоа е секако нешто што можеби ние идеја за во иднина што може и ние да го направиме како студенти за нашите факултети. Би сакала да завршам овде како главен заклучок кој што би сакала да го дадам и личен takeaway е тоа што вистинскиот мултикултурализам не се мери со бројот на мобилности кои што може да ги остварите, туку преку ефектот на самата студентска мобилност на која што ќе бидете активно вклучени и само тоа е единствен начин да придонесеме кон личниот развој и се разбира лична и професионална трансформација. Ви благодарам уште еднаш, проректорке, за можноста. Така тоа е тоа од аспект на студент. Фала многу, Ели, за твоето искуство. Повелително. Здраво на сите. Првично морам да се извинам доколку направам некоја грешка, бидејќи малку е стресно да си од оваа страна како студент. Да ви се представам, јас сум Тодор Маријановиќ, 4-та година студент овде на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, и сакам да кажам едно огромно благодарам на нашиот универзитет за можноста да учествувам во вакви активности, а и да стојам овде и да ви споделувам повеќе за моето искуство. Денес треба да ви кажам нешто повеќе за Student Advisory Board и за ACE Student Body. Student Advisory Board е всушност тело во склоп на Алијансата, сочинато од 27 различни студенти од 9 партнерски држави, чија главна цел е да служи како советодавно тело во склоп на Алијансата. Што значи тоа? Всушност студентите тоа е како форум преку кој што студентите ќе успеат да се искажат нивните мислења за Алијансата, ќе влијаат на политиките кои што Алијансата ги води во текот на нејзиното постоење и исто така ќе
помага во оформување на стратегијата на алијансата. Главни двигатели на алијансата се самите студенти. Тие се тие кои што учествуваат во активностите, ги поддржуваат самите активности, и тие се тие кои што ги поддржуваат самите универзитети од кои што е всушност сочинета оваа алијанса. И затоа е создадено оваа тело, односно Student Advisory Board, за тоа служи како глас преку кој што студентите ќе си ги изразат нивните мислења. Student Advisory Board, како ќе членувате вие во него? Всушност, вашето членство во Student Advisory Board е сведено на неколку квартални, да кажам, онлайн состаноци при кои што ќе се сочинете со другите членови на Student Advisory Board и годишни конгреси, каде што на интернационално ниво, каде што ќе можете да се сретнете со вашите соврсници од цела Европа, ќе можете да споделите мислења, да разменете различни практики и чисто да соработувате. Главните бенефити од вклучување во Student Advisory Board се повеќе слојни. Во главно ќе можете да создадете на мрежа од квалитетни колеги ширум Европа. Ќе можете да ги развиете вашите меки вештини со тоа што ќе стапите во дискусија со менаџерски бордови на самата алијанса, кои што се сочинети од ректори, проректори, професори и различен друг менаџерски кадар кој што води оваа алијанса. И ќе можете да ги развиете меките вештини од аспект на јавно говорење, професионално изразување, лобирање и слично во остварување на целите кои што ги имаат студентите во склоп на алијансата. Сега, сите вие ќе имате можност, доколку сте мотивирани и ангажирани, да станете дел од овој Student Advisory Board, со тоа што моментално, пример, има 3 члена од секоја држава во Student Advisory Board, но со како што студентите дипломираат или истекува нивниот мандат, ќе можат нови студенти да дојдат и да го заземат нивното место. Моментално јас сум еден од 3 членови на нашиот универзитет, па после една година може некој од вас да дојде и да земе моето место и да продолжи тоа што ќе го изградиме заедно во алијансата, сите студенти заедно. Од аспект на Student Advisory Board, тоа е тоа кој што ми имам да ви го кажам. Првиот состанок ќе го имаме групно следната недела во Германија, во Инглштад, каде што ќе се оформи студентското мислење за алијансата. Како што спомнав, покрај Student Advisory Board, кој што е малку лимитирано од аспект на број на членови, друг начин и форум преку кој што вие можете подлабоко да се вклучите во алијансата е всушност ACE Student Body. Што е Student Body? Доколку некој од вас се запознал со Erasmus Plus програмата на универзитетот или чисто има истражувано за Erasmus Plus на универзитетот, ќе видите нешто што е Erasmus Body програмата. Можеби веќе некој од вас и бил Erasmus Body. Во контекст на алијансата ACE Student Body значи на некој начин домаќин, која ќе се реализира некоја активност овде во нашиот универзитет. Вашата улога би била да ги пречекате студентите, да споделите некои мислења со нив, да го покажете кампусот, да кажете нешто повеќе за алијансата, за нашиот град, да ги запознаете со други студенти и чисто да се дружите, да се запознаете, да се вмрежите. Но паралелно од тоа, вашата улога како Student Body не се сведува само на домакин, туку на некој начин вие сте и волонтер во склоп на нашиот универзитет. Со тоа што вие ќе станете Student Body, вие ќе помагате при организирање на локални активности во склоп на алијансата. Можеби тие ќе бидат со интернационален карактер, каде што ќе имаме гостини некаде од странство кои што ќе реализираат или ќе учествуваат во некој ABC School, Flavor School и слично, па вашата улога би била организирање на самите активности во склоп на активност. Мислам на програмата која што ќе се реализира. Ова е многу отворено за голем дел од вас, сите кои што се мотивирани ќе можете да се вклучите, ќе можете да се вмрежите првично меѓу себе, заеднички тука на национално ниво да соработувате и потоа да се поврземе со студенти од странство. Тоа е се што имам да кажам за Student Advisory Board и Student Body, но би сакал вака како студент да ви се обратам кон вас. Мислам дека потребно да ги искористите сите можности кои што ни ги нуди универзитетот. Ние сме млади и мислам дека нашиот универзитет е број 1 во Македонија за возможување на вакви европски програми и можности за млади личности како нас, и треба сите да даеме чекор напред да ги искористиме, бидејќи се тоа е бесплатно и кој не сака да патува низ Европа бесплатно, да прави контакти и да си ги отвара вратите во иднина. Ви благодарам многу. Фала ти многу, Тодор и Елена, за вашите презентации. Колеги, и благодарам на останатите. Значи, ние генерално ја завршивме во смисла презентацијата, ви го кажавме, се обидовме да ви дадеме нели вовет или интро во она што е алијансата. Повелете, сега сме отворени за прашања. Ако имате, се разбира, прашања сега.
Да го скршаме разот или? Океј, евентуално, ако немате, можностите ќе бидат многу, нели се разбира и допрва ќе се разврзуваат сите, ќе се публикуваат ABC школи, повици и така натаму. Битно е колку што може повеќе да ги следите, да ги споделувате, да се пријавувате. Ние имаме ЕЙС канцеларија, фактички, во премисите на ректоратот, таму ќе бидеме. Оделението за меѓународна соработка е исто така во рамките на Кампус 2, така што ако евентуално ви е потребна дополнителна информација, ќе може и нив да ги контактирате. На правниот факултет исто имаме како мало оделение контакт ќе биде Елена, која што ќе помага околу активностите и така натаму студентските мобилности и се разбира на веб-сајтот набрзо ќе се објават сите информации во смисла оние кои што не засегаат нас, кој за што е одговорен и така натаму, така што ќе може директно да не контактирате, нели? И личностите, односно поединците кои што се ангажирани околу тоа. На мејл слободно исто може да пишете. Ви се представивме од прилика кој сме, така што ве очекуваме, не знам друго што да кажам. Уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето време и се надевам дека ќе се гледаме почесто. Океј?